познавам исто и со селаните. Блицко е. Ета вака моретару на те праша. Ти се допаѓа вестова? Па да, баба, моле, гледаш дека навистина е многу убаво. Убаво. Ево ре, сега правиме распоред вашо оте вака. Во ова соба, мислам, шаторе, ќе спиеме жена ми Хенца и јас. Тука. Море, шо ќе ти прави? Ета, до нас тука ќе спие нашиот син Таруно. Олеле, момечето, баба, многу е голем. Голем. До нас тука овде вака во третиот шатор ќе спие Рапуш и неговата сестра Насиха. Вамо во четвртиот таму ќе спие Шела и Назми и другите деца две. А во петиот таму Джагурето на Шела. Ќе се роди. Може ли сега да се сместиме ние во нашите соби, а? Рапуш се разбира дека може. Кога знаеме веќе кој каде ќе се спојува. Ајде, Харунче, ајде, Лейла, ајде. Баба Милоне, па може ли да ми помогне некој со постелава? Може. Насиха, чедо. Ајде да сакаш, помогни му вака на Таруно околу постелава. Ајде. Таруно, кажи ми сега ти, на која страна сакам да ти е гъзот, нова или нова? Нова, накаму. Ти благодарна си, наистина си многу добра. Мораме, Таруно, да си помагаме сами. Мори да си хана. Наместија постелата поблизу до вратата. Зошто пак поблизу до вратата? А мори да може да излегува полесно, намочајме. Добро. Како ти така че така. Ама не нас ќе заврши. Да сега вамо. Ама не знам кој го остави в онај гитара. Вамо, брате, сега ќе ти. Дај го вамо сега. Насиха, чедо, чекам ти. Чедо, ако сакаш провери ги вамо Шела и Назмие. Ајде, сега вамо. Ајде. Како ќе да проверам надале се горе? Удобно е да си Оре, вака, ако се свестивте сите како што треба, редно е да легниме. Оре, утре треба рано да се станува. Оти море рано да станува. Оти. Ами може да поспиеме повеќе, море, за да се одмориме. Ори будала. Оре, утре ако дојде од Севено за работа не викне, толка. Оправо си му злој, ајде, тргни се. Слушаш, Таруно, ајде, легнувај и брзо и црса да добиеш. Добро, сега легни. И да не се разбудиш. Ори, шо рече? Ништо не реко, мораш одиете, ништо не реко. Таруно, ајде сине, лека ноќ, добра ноќ. Убава спи. Добра ноќ, баба Милоне. Стари, не легнувај одма. Не знам по кој пат, абе исто ноќе ти го речам. Нема да го избегнеш неговиот презир. Ори, шо зборуваш ти? За кого? Како бре, за кого? За белоно детиште. Циганче, наречено. Ори, повторно ли за истото? 100 пати сум ти рекол, дека тој е мој син, разбираш? Мој син. Море, глупчо, ми тој не е од твоето племе, не е од твоја крв, и тој самиот. Кога ќе порасне, ќе го свати тоа, море. Своето место ќе го бара меѓу други, меѓу неговите луѓе. Море, Милоне, и онака си скапан и неспособен за било каква работа. Ајде, море, извркај го, додека е уште време. Мори, од тебе не барам никаква помош, вештице една. За мојот грб ти не грижи се. Тоа дете е мое, 3 пати ти кажав мое. Море, Милоне. Кога го најдов, завиткан. Како плаче без никого. Море, Милоне, 3 усти. Секој само со сезонска работа, па не е веќе мал за да не може да работи. Ајде, Милоне, спусти си го товарот од својот грб додека е уште време. Море, ќе цркнеш покрај некоја река како немоćен пес. Море, вештице, кога би бил цар на 7 царства, би бил спремен вака сите богатства да ви дава. За да ми прозвонеше детска смеја, плач, детски глас во опустенава душа. Ори, камо да можеше да го сториш тоа. Што да сторам јас, бре? Ами ти требаше да го сториш. Тишина, будала жена. 100 пати ти сум ги голтал твоите горчила. Ова е последно. Ајде да си спакуваш ово ти така. А не, Милоне, ама јас само за твој добро. Колко добро си го знам? Сега ќе ти кажам. Ама не, Милоне, ама Милоне.
Чекај да видам јас да ми спија. Овие спија. Овие спија. Овие двајцава. Овај спие. Морам нешто веднаш да направам. Ама што? Ами додека сите спијат, јас ќе го задавам тоа бело детиште. Сега ќе видиш ти. Немој сине, додека се плашиш, немој. Еве, додека ме имаш мене, немој да се плашиш, море од ништо. Море, ето, ќе спиеш таму во мојот шатор. Ајде, Баба Мулоне, што се дешава? море, ајде сите во шатори. А баба Мулоне, па таму Таруно е сега, а? Таруно со мене. Епа, жена, назмие, мај дојте ви овдека поблизу во шаторот, да можеме поблизу да играме овдека. Ајде, сега сите спиеме. Ајде. Само Таруно да не го разбуда. Колку сладко спи. Оре, јас ќе појдам до нарека, ќе фаќам риби. Да. Чекај, ја децата. Дојте, ќе земам. Ета на риби ќе појдам. И после ќе продолжам со плетење на кошници, да. Ајде. Чекај. Оака. Гале, море. Чекај, овде оставам едно. Ова! Ајде сега. Ето го. Уште малку и сонцето веќе ќе излези. Но, чекај, па каде е баба Мулон? А да не дојде пак Хенза, па да видам каде е тој. Не е ни овде. А не е ни во овој шатор. Па каде е? Добро, ајде него покрај реката, а си лови риби. А да појдам јас да ловам со него. Добро утро, папа! Што која? Ти си, мило мое дете. Шо? И ти сакаш да ловеш риби? Да, баба Мулоне, да, но... Шо? Од вчера. Од Костана. Од Костана. Не можев да заспијам. 3 пати се будев од сон. И беше страв да не дојде пак Хенца. Немој сина се плашиш, немој. Ја нема веќе Хенца. Ја шутна. Да, ме шутна. Сакаш да ловиш? Само јас се сум тука и чекам нови прилики. Ова. Слушај, Таруно. Кажи, баба Мулоне. Вака, слушај. Море, ти не си се уште толку голем. За да стануваш волку рано, треба да спиеш, разбираш? Добро, баба Мулоне, разбирам. Но овој пат се разбира, па беше од страв. Од страв е добро. Па погледни таму, баба Мулоне, нешто гори. Море, дете, не ве, дете. Тоа е сонцето си. Сонцето! Да. Баба Мулоне, Ајде. сакам нешто да те прашам. Ајде, прашај. После она синоќа што се случи. Добро. Ај сега ова што рече. Па сакам нешто да те прашам. Ајде, си не Па прашај. јас ти сум син, а ти мене татко. Па така ли, баба Мулоне? Слушај, ваму, Таруно. Ти за мене си ми син, бидејќи јас те пораснав. Ето такаво дете. Такаво дете. Да. Кога те најдов на улица, како плачеше без никога. Море дете, јас сегде се распрашував кои ти се родители, за да те предадам. Дете, никој не се јави. И јас, вака те зедов за мене да те одгледам. Разбираш? Ама јас не ти стум, онај, како се каже, биолошкиот татко. Да. Шо? Ама јас... Шо ти? Не, море.
Ето, откачи рибата. Отиде ручеко нема. Баба Милоне, знам јас не сум циган, но сепак живеам со вас. Па сакам јас да бидам циган. Не сакам да ме викаат бело прасе. Ауре, зошто те кој те вика така и зошто? Па сите ме викаат, само Рапуши Насиха не ме викаат. Слушај, Таруна. Ти вака не си циган, ама и добро е што не си. А зошто? Зошто? Многу прашуваш. Море подоцна самиот ќе разбереш. Ама сакам сега да ми кажеш, па јас живеам со вас, а? Слушај, Таруно, ти додека ми имаш мене, а јас тебе, не треба друго ништо да те интересира. Разбираш? Да, а зошто Хенза сакаше да ме... Место срце, во градите Хенза има змија. Отровна кобра. Да. Ета, ша фати го јадицава тука и ајде да ловиме. Ајде. Се разденаво. Ајде да ќе разбудам овие. Се разденаво. Ајде станувајте. Ајде да одиме да видиме што ловите. И она бело прасенце. Ајде те. А баба Милоне, бело прасенце, ловите ли доволно за ручек? Слушај ти ваму на змие, што уште е еднаш сега? да не те слушнам, така да викаш по Таруно. Разбра? Баба Милоне, Шо? само ја така на шега. Аури ни на шега, да ти е зашла камена. Добро, така ќе биде. Така нормално. Ти вика да не викаш бело прасенце, а ти не Доста, ама ти ќе ми кажеш. Ама ајде бе, не се кајте, јас веќе не се лутам. Ете не се. Не се лутиш, добро. Не се лутам, добро. Баба Милоне, Шо? да те прашам. Ајде. Знаеш, синоќ ја се слушаа гласови. Аури тие гласови беа оцелоно. Аури доста веќе. Добро утро на сите! Чекај, монасите, не ме заборавај мене. Чекајте. А за каде се спремате вие четворица, а? Ние? Ај, Чудиме во селото селото. таму. Селото? Да. Тоа ќе свириме. Добри, укукувало. Убаво. Може би ќе заработиме нешто ние вака. Ќе заработите? Ако сакаш, дојди и ти со нас. Може и ти да испросиш нешто. Отлична идеја. Ајде. Милоне, па може ли да додам со Рапуши Насиха во селото? Па може би ќе испросам нешто. Слушај Таруно, ауре ти не си циган и според тоа нема да го правиш тоа. А зошто? Слушај, вака милостината е измислена за тие што не можат, а вака ти подобро е да гладуваш отколку да добиеш корка суфле. Разбираш? Како што ти реков, милостината е измислена за тие што не можат сами да си го заработат левот. Ета тоа се слепите. Ете како Рапуш. Ете како мене. Сакатите, тука сакати немаме. Ти си море младо момче и можеш сам да си го заработуваш левот. Не ти дозволувам да питаш. Во право си, баба Милоне, но како? А јас не знам ништо освен да ловам риби. Море, слушај мамо, јас ќе те научам да плетеш Ке ме научиш? кошници, да, и друго. Колку убаво. Убаво. Море, што чекате вие? А, Ајде а, се не. Еве, сега одиме. Ти наштимаја гитарата. Ајде. Чекај да видам. Ајде, одиме. Баба Милоне, оде ли е? Одите. Насиха. Ори да карајте се таму и варди на Рапуш. Ајде. Ета дојди мамо ти сега со мене. Таруно, седни тука да изјави јас тоа. Ета вака. Ти вака, од тебе, од мене, јас ќе изјавам до овие. Земиш вака, земи го ова сега ти прачкава една, и клаја во ова вака, завиткај. Добре. Ето гледаш, вака. И сега врти за да се заврти. За да се заврти, да. Колку се радувам. Значи има ќе видите први час и погледај и кошници кошари. Оре дете, повеќе работа, помалку зборување, разбираш? Милоне. Ајде, Баба Милоне, да те прашам нешто. ајде прашај. Дали ќе можеш и нас да не научиш да плетеме кошници и кошариња, па лево да си го заработуваме со работа и труд? Оре деца, како не, ела дојдете, седнете и слушајте, ама и гледајте. Ајде, Шила. Ајде. Ево ми шанца! Сите ги напуштија шаторите. Па јас ќе се скријам еди тука и ќе го чекам на белоно детиште. Погледни, цигани бе и оваа година дојдоа, ќе ни ја загадат водата во рекана. А и од бавче не наши ке крада нешто. Цигани, повторно ли дојдовте? Што е сега? Што планирате да украдите? Или планирате да питате и да го лажете народот за вашата сиромаштија. Ајде, маго одовде, ова место е наше! Здраво, другарчиња. Ајде, дојдете да се играме заедно. А може би ќе научите да плетете кошници и кошариња. Море, мак, шо одовде, питачи едни. Ние не сме питачи, па лепот сами го заработуваме со работа и труд. А што можете вие да работите? Неписмени едни? Добро, што на помена неписменост,
А може ли и ние да се описмениме? Да, и ние сакаме да знаеме да читаме и пишуваме како вас. Па, кажете ни, како да го постигнеме тоа? Кажете ни. За тоа треба да се оди во училиште и таму се учат тие работи. Па тоа шајде покажете ни каде да одиме. Деца, што правите? Тетке, овие циганишта. Па тие не се тоа што вие мислите. Тие се многу добри луѓе и секоја година доаѓаат и работуваат кај нас за парче леп. Добар ден, мајстор Мулоне. Добар ден. Добар ден, пријателке моја. Повели, шо има ново? Селаните со тракторите отидоа да јаораат земјата. И порача, ако сте вие дојдени, да ви кажеме да се припремите за сеење. И за сите други работи знаете, вие како секоја година што правите. Добро. Ние во секое време сме спремни. Само вие кажете кога. Добро, мајстор Мулоне, ќе бидете известени на време за се. Важит, ајде. Дојдете вам. Ајде, Ајде, Мулоне. Дали вас ви се допаѓа идејата да бидете учители? Да, многу убава идеја. Супер идеја. Вистина? Што ме така, вие сега ќе појдете дома, ќе земете прибори за пишување, за учење и за читање и ќе дојдете овде да им помогнете на вашите другарчиња да се описменат. Добро, многу сакаме да го направиме. На вистина? Јас се согласна. Се договоривме? Да. Ајде да одиме. Таму деца, јас мислам дека е доста за денеска. Ајде сите во шатори. Ајде. Право си, Мулоне, да се отвориме. Ајде, деца. Па јас да си одам да си легнем во шаторот. Его, сега е мој. Леле, сега го дадев. Сега е готов. Таруно, кај си бе? Па Мулоне да се спијам во шаторот. Абе, дојди дете со мене спијаше. Во Заборај. шатор спијам, се заборави. Ајде, дојди. Леле, пак ми избега од раце. Како ова, како, леле? Ако, ќе смислам јас нешто. Ајде. Спиете ви разбудиме, бе, не си поче. Хајде да си легнеме и ние. Хајде, деца. Се уште не се раздена, оре. Јас ќе заборај. Абе, кобилата требаше да се оздреби. Абе, ово се оздреби на кобилата. Таруно, ставувај. Лама, па што е дојди. Мулоне, што се случило? Дете, дојди ке ви. Чекај, а да не улови голема риба. Не, дете, не е риба, дојди. А да не фати голем зајак. Не е зајак, дојди, море, ке ви. Ајде. Па да ни ова пистина, нашата кобила се оздреби? Се оздреби, сине, се оздреби. Ете, сега ќе имаме уште една работна снага. Ќе ни помогне во работата. Па гледаш, тоа е толку мало. Мало е сега, море. Ама кога дојде време за жнење, ќе биде големо, Што се ови гласови? Ајде да видиме што има. Ајде да се одиме. Не гледам на се.
гледаш, ти од сега вака, ти си газданова прекрасно ждреве, а? Многу ти благодарам, баба Милоне. Рапуш, да си кога дојдовте вие вчера, не ме видовме. Подоцна дојдовме. Вие сте лигнати и се заслушавме бидејќи Рапуш многу убаво свиреше без И луѓето не ме пуштаат да си отиме. Така како што вели сестра Миласика, таму им свирев јас на луѓето и многу им се допадна, але не пуштија да си одиме. Чекај сега. Кажи сега како ќе го викаш. Кажи ќе Машко и ќе стане убавко. Како ќе речи баба Милон така? Ајде баба Милоне, кажи. Јас не, ти си газданова прекрасно ждреве и ти ќе му го даеш име. Јас баба Милоне не знам, па ти знаеш. Уредете. Се мислам. Ма бе Таруно, побарзо назме ќе се породи детече ни. Нека се вика Бреско. Бреско. Абе да, само Бреско и никако поинаку. А колко е за мојот предлог, дали се прифаќа? Јас си вика Рапуш, земе гитарата и запене со Бреско. Ајде. Кога ќе јурнеш испоредо, о Бреско личен со памени гриви, поезија тогаш и појава песна, преку бистри реки, преку плодни ниви. Само играј со неја. Не знам дека други опор. Ајде сега Јас мислам дека за денеска е доста. Ајде шатриот со мориме сите, а? Ајде, Харунче, ајде Лена, ајде. Јас гледам до селото, не уким ќе права на нешто од постиците. Па здраво, Рапуш, здраво на Таруно сте. А што сега овде се останале? Ебе Таруно, сега овде вежбаме закон. А закон вече? Одиме во село. Олеле! А ти Таруно, кај си трнал ова време? Кај одиш? Па јас ќе одам во селото. Белким ништо ќе продадам од пошлиците. Брати, ја одиш Таруно, што? Силно е сега празно, ќе се работа. Нема никој Таруно сега таму. Затоа и ние сме овде останати, да повежбаме малку. Епа тогаш, Рапуш, ајде, отвори и запај нешто. Таруно, за тебе во секое време. Рапуш, види, нека! Thank
Тука ли си? Тука сум, пријателке. Ове ли што треба? Ајде, прашај. Сигурен сум дека ќе сака. Чекај малце да ги викнам. Аморе, деца, прекинете со свирење. Доста, ајде. Доброто не запре сега. Не прекинаме на југа. Чекајте. Ево, слушнете и што саке да ви кажем. Ајде. Здраво. Ево вака, ние сакаме, доколку и вие сакате, да ви помогнеме да се описмените. Па нели за тоа треба да се оди во училиште? Навистина. Да. Јас се согласувам. А вие се согласувате? И ние се А кажете ни сега, како се прави тоа? Ние све ќе ви објасниме. Ние донесовме се што е потребно. Јас мислам подобро е во две групи да се подели. А да ве прашам јас нешто вас. Како јас ќе научам да читам и да пишувам, а јас не гледам? Јас сум слеп. Ти подоцна ќе одиш во училиште за слепи. Добро. Ајде да се поделиме. Ајде. Ова е буквата Б. А ова е буквата А. Од тие две букви можеме да го создадеме зборот баба. Баба Мулон. Па нека биде баба Мула. Ова е буквата М. И ова е буквата А. Од овие две букви можеме да составиме збор мама. Мама, баба Мулон ја измрка. Утрата жена коста чајна најде. Колку убаво се сдружија децата. Се надевам дека ова се добро ќе се заврши, а? Разбира дека добро ќе се заврши. Јас изненаден сум колку вие брзо учите. И кај мене истото, не ќе треба вие, вас нема да ви треба многу време да сами да читате и да пишувате. Но немојте напразно да не фалите. Да кажете ни на вистина. Па јас искрено кажувам дека Таруно и Насиха веќе за неколку дена ќе почнат да пишуваат сами. И кај мене истото. А сега е време ние да си одим. Но ви се молиме уште да продолжиме. навистина. Тогаш вие ќе продолжите вака. Како? Ова ќе биде вашата домашна работа. Да ја напишете азбуката 2 пати. Вас домашна задача вие да ја препишите азбуката за сите букви да ги научите поеднакво. Добро, така ќе направиме, да. Ево, радо се сушто нашите деца покажа окакв интерес за учење, а? Окакв интерес. Вистина, па и јас многу се радувам. Само да не забравам. Не забрав. Не? Учењето е правило тоа да се учи во животот како Добро, аха. Брате. Да. Ама ние за неколку дена ќе ви известиме да работиме на поле. Па добро. А дотогаш децата ќе Ќе доаѓаат, нормално. Ета, ајде чао се. Деца завршите вие? Да. Ајде да се одиме. Ајде, пријатно. Пријатно. Море деца. Ајде сега гледајте кај мене, јас да ви засвирам нешто многу весело. Вие да се забавувате, да си играте, да си пеете. Оти мене многу досадно ми стана. Ама не, Ракуш, ние немаме време за тоа. Треба да пишуваме домашна работа. Не е така, деца, кажете. Ама не си имаме време. Така, че играме време. Oh,
деца, ауре доста учите, доста. Ке ви станете доктори на науки и ке ви одите таму по световите, по земите. Ауре, ајде сите наспиени, ајде. Добро, Ајде. Ова е последен ден што го гледам сонцето, ова село и ова леле кичмата. И овие хотелите наши. Завршивме со работата и заврши есента. Кај ќе одиме сега? А како да им кажам сега јас на децава? Пред да им кажам на децава, аз кам кажам на Таруно. Таруно! Таруно! Баба Мулоне, еве, веднаш доаѓа. Ајде, дете, дојди. Добро утро, баба Мулоне, па еве сум. Добро утро, сине мој. Се одмори ли, убаво? Да, баба Мулоне, се јас се одморив. Баба Мулоне, нешто си загрижан? Да, сине, загрижен сум. Ти знаеш дека есента заврши, со тоа и ние ги завршуваме есенските работи по село, така? Тоа значи и ние да се селиме од село. Да, баба Мулоне, како и секоја година. Ова година каде ќе одиме? Каде? Ауре, никаде. Никаде, како Никаде. каде? По дождови и ветрови. По известните патишта на циганскава судбина. Оредете, нас не чека топол дом, покрив над главата. Не знаеме каде ќе не свечери, а каде ќе не раздени, леле. Зошто ми го зборуваш тоа, кога го знам? Да, го знаеш. Ала јас, моредете, не сакам да голташ со нас горчина и беда. Оре, и немој ли? Но, баба Мулоне, па јас не се плашам од ништо кога те имам тебе. Не имаш мене, а јас, дете, стареја, а ти вака растеш и растеш. Море, треби да се навикнеш да живееш со некој од вашите. Ја видејќи јас не сум ваш, јас сум цига. Баба Мулоне, ама ајде овојде ме го прославиме со песна игра, а после па се знае. Ама ајде, станувајте сите! Ќе се веселиме, Добар ден, пријателке. Па многу весело, кој е поводот за ова? За нас не треба повод за веселба. Ние при секое заминување и пристигнување се веселиме. Па вистина, вие сте секогаш весели. Така е, така. А газда Мулоне, вие денес сигурно се преселувате. Да, се преселуваме. Само каде ќе не однесе патот оваа зима, не знам, вистина не знам. Ама баба Мулоне, на вистина доста кукаш. Па то се стравуваш? Море дете, јас не кукам за мојот живот. Мојот живот е... Баба Мулоне, ако ти не знаеш, па Господ знае, кој патот ќе ни го покаже. Така Така е, е, дете. момче, така е. Господ никому не му дал ни повеќе, ни помалку од она што може да го носи. А газда Мулоне, баш за овие работи сакав да позборуваме малку. Многу е важно што малку инсистирате разговор. Важно е, да. Вака газда Мулоне, јас пред малку ненамерно го слушнав разговорот што ти го водеше со Таруно. Мислам дека си во право. Во размислувањето е во право, да. А што е тоа во што баба Мулоне во право? Кој размислување? Тоа е она што газда Мулон те убедува тебе, да почнеш да живееш со твојот народ, Таруно. Но јас немам никој, па моите родители може би се мртви. Може би се, а може би и не се, но ти мораш да го прекинеш овај начин на живење. Затоа јас газда Мулоне веќе подолго време размислував и разговарав на пошироко во селово. И мислам дека имам предлог што ќе одговара за сите. Да. Сега имаме оправдан корум за работа. Ајде, деца, елте да слушнеме што саке да ни каже. Ајде.
Ајде, тоа е. Следново, газда Мулоне. Вие веќе долго време ме знаете мене, така? Да, така е. Доаѓате Ајде, овде знаеме. секое лето, да. Така е. И знаете дека јас живеам сама. Така е. Немам никого. Така е. Затоа јас мислам дека би било добро Таруно да почне да живее со мене. Ние сакаме да кажем уште нешто. За сите други, Селаните се спремни да изградат бараки во кои ќе се сместат сите, бидејќи другите деца треба да одат на училиште. Да. Епа, ако се тоа е изводливо, море, јас се согласувам. Така сите ќе останеме заедно и постојано ќе ги вршиме работите. Со секогаш ги вршиме. Оре, се согласувате со предлогот? Нормално. Значи дека овде повеќе нема да биде нашиот хотел, така? Така е, Не се така е. на долината не че мало. Че има бараки за сите, а? Чека, ќе забораев. Еве вака, јас ти го давам. Таруно, леле, Таруно. Таруно, од сега ќе живееш со мене. Јас ќе те прифатам како мој син Таруно, ќе се грижам за тебе воопшто да не се грижиш ти, добро? Ама пак ќе се гледаме со баба Мулон. Секако ќе бидете заедно, воопшто да не се грижиш за тоа. А од сега да те викаме тебе, како да те викаме? Атанас да те викаме. Јас сум Таруно како Атанас. Ќе се викам Атанас. Одлично. Газда Мулане, послушај ме, јас имам уште едно барање до тебе. Еве, пријателке, кога започна, мора да завршиш. Така Ајде. е. Вака, Газда Мулане. Ајде. Твојата старост е тешка, Газда Тешка Мулане. е, да, Та не. доаѓа болест. Болест доаѓа. Ти си сега сам, Газда Мулане. Еми, сам сум. Таруно веќе не е со тебе. Не. Затоа јас мислам дека би било добро да си ја вратиш твојата сопруга. Ори, таа ми е сопруга, ори таа е смија. Отровница, кобра. Змија. Па таа може би е змија, натров го испукаве. Еле, чекам, ај рапуш, ајде музика. Море, ти пак ке се жениш. И после сега знаете дека и вие ќе бидете моје семејство. Opale, bravo. Evo i dođe, tako to.
Ова имаш. Мила.